Со јасна визија и цел ќе ставиме крај на проблемот со водоснабдувањето, кој што со години го измачува Грацко и другите населени места. Изведувањето на нови бушотини и пумпни станици во Грацко, како и доизградба на постоечката каптажа во Виричани и изградба на нова и пумпни станици ќе овозможиме нови количини на вода кои ќе ги задоволат потребите на граѓаните. За прв пат ќе створиме услови за развој. Ќе изградиме индустријска зона во Грацко на локација Вировица. Почетокот на новите инвестиции во општината ќе биде изградбата на модерен хотел на старата локација на Мотел Интернационал, каде што меѓу другите содржини ќе има и продажба на локални земјелски производи. За оваа инвестиција веќе е обезбеден инвеститор. Ќе изработиме урбанистички планови за сите населени места во општина Грацко. Со тоа ќе овозможиме побрз развој на истите. Ова ќе го направиме на транспарентен начин во консултација со граѓаните од општина Грацко. Во централното подрачје на Грацко, на просторот од влезот на училиштето Даме Груев до центарот, ќе изградиме шеталиште со партнерно уредување, клупи, канделабри, часовник. Грацко ќе добие урбан и модерен лик. Граѓаните на Грацко нема да имаат дилеми. И затоа ве повикувам сите да се вклучите до 15 октомври, да влеземе во секој дом и во секое семејство, да ја кажеме нашата визија за Грацко. Грацко е еден пример каде што би требале да кажеме дека кандидатите на ВМРО ДПМН не би требале ни да дојдат на избори. 11 години се централна власт, 17 години се локална власт. И кога ќе дојдат овде, што ќе кажат? Нема вода, немавме пари. Или граѓаните во Грацко треба да бидат задоволни ако има 2 часа во денот вода. На овие локални избори треба да покажеме сите дека граѓаните на оваа држава нема да трпат веќе вакво неодговорно однесување. Не може да нема пари да се реши проблемот над 11 години со водоснабдување во Грацко, а да има пари, видовме сега 30 милиони евра да се потрошат на подкупување на медиуми. Да има пари секој месец за советници, мажи, жени, браќа, сестри, синови и ќерки на луѓето во елитата. 5 до 10.000 евра давале секој месец од буџетот на државата за да зборуваат во нивна полза некој од овие луѓе. Сите тие пари за една година можеле да го решат проблемот со водоснабдување во Грацко. Грацко сега важи за една затворена општина. Општина која го подели својот народ по социјален статус, по вера, по националност. Општина која воопшто не работеше за потребите на своите граѓани. Луѓето кои водеа нашата општина со текот на времето ја изгубија својата човечност и хуманитарност. Работеа со закани, со уценување, а најлошо од се со подценување. Тие го подценија нашиот народ. Тие пробаа да ги купат нашите гласови и нашата гордост со вреќа брашно.